Почитувани представници на медиумите, мотивирана полиција, доверба кон полицијата, МВР целосно реформирана демократска институција, ефикасност на полицијата, опремена полиција, задоволна полиција, безбедни граѓани, 17 милиони евра за реконструкција на полициски објекти, 13 милиони евра за опрема униформа, проект МВР факти, проект вистината за МВР. Вака гласеа насловите на нашето министерство и вака и на ваков начин нас, вработените, медиумите, така и јавноста не убедуваа дека МВР овој период ги живее најубавите години, дека го има најдобриот министер кој некогаш го дала Македонија. МВР во негово време ги живее најубавите и најплодни години и доколку веруваме на нивниот пиар на социјалните мрежи и медиумите, ќе помислиме дека навистина е така и дека го имаме најдобриот министер за внатрешни работи кој некогаш постоел. Но дали е навистина така и дали МВР е такво министерство како што се прикажува во јавност? Најдобро тоа го знаат и дознаа вработените. Време е покрај нив вистината да ја обелодениме и пред македонската јавност, да одиме поред. Како медиуми знаеме и веруваме дека бројката на вработените во МВР е околу 11.000 лица. Денес ќе објавиме шокантни и прецизни бројки за катастрофалното владење на едно министерство во кој одговорно тврдиме дека наместо задоволна и мотивирана полиција, единствено создаде уплашена полиција. Во периодот 2016-2023 година во МВР има рекордни 21.852.000 распоредувања. Во периодот 2018-2023 година МВР има 19.898 тужби. Но тоа не е се. Во периодот од 2016 до 2023 година од сметката на МВР по налози за извршени судски решенија се извршени близу 23 милиони евра. Ова раководство на МВР дојде со намера да воведе позорна служба. Не беше способно да воведат ниту ветинг кој се години го најавуваа. Раководството на МВР единствено беше способно да се справува со синдикалните представници кои не се плашеа во лице да ја кажуваат вистината. Ова е се вистинските факти во МВР. Ова е вистината за МВР. Благодарам.